Почитувани добар ден од Вашингтон, каде на сила се високи безбедносни мерки пред инаугурацијата на новоизбраниот претседател на САД Доналд Трамп. На 20 јануари, в понеделник, денот кога Трамп ќе положи заклетва како 47-миот американски претседател, ќе има дополнително засилени безбедносни мерки. Градоначалничката на Вашингтон Мируел Бауер рече дека безбедносниот план вклучува заеднички напори на градот и на безбедносните институции од федерално ниво. Најголемо влијание за граѓаните и бизнисите во Вашингтон ќе се почувствува во областите околу националното шеталиште, американскиот капитол, конгресниот центар и околу железничката станица на градот, рече градоначалничката. Тие кои живеат и работат во Вашингтон тој ден да очекуваат затворање на патиштата низ центарот на градот. Се очекува стотици илјади луѓе да бидат во Вашингтон за да проследат председателската инаугурацијата, вели тајната служба. Меѓу гостите ќе биде и председателот Џо Бајден, подпредседателката Камала Харис, неколку поранешни председатели, суди од Врховниот суд, пратеници, а сите присутни ќе бидат положени на безбедносни контроли, кои ќе бидат поставени на одредени контролни пунктови. Покрај затворање на патиштата, ограничување на паркирањата, ќе има и ограничувања и за летовите во и околу Вашингтон, вели Мет Микул, специјален агент на американската тајна служба заложен за теренската канцеларија во Вашингтон, кој додава дека во безбедносниот план се вклучени и беспилотните летала. Помошник директорот на теренската канцеларија на ФБИ во Вашингтон, Дейвид Сунберг, наведе, цитирам, во моментов не следиме никакви конкретни или веродостојни закани за инаугуративната церемонија или кон комплексот на Капитол, рече Сунберг, која потсети јавноста да остане внимателна. Началничката на полицијата во Вашингтон, Памела Смит, рече дека целиот полициски оддел ќе биде активен на 20 јануари. На локалната полиција во Вашингтон ќе бидат на располагање дополнителни 4000 полицајци од цел САД. Според Смит на располагање ќе бидат 7800 членови на Националната гарда. Директорот на метрото во Вашингтон, Ренди Клар, рече дека повеќе од 900 униформирани безбедносни лица ќе го надгледуваат транзитниот систем за време на инаугурацијата. Едно е јасно, в понеделник нема да се толерира никакво насилство, а прогнозите за 20 јануари покажуваат сончев ден, но температурите ќе бидат под нулата. Според прогнозите, најниската температура ќе биде минус 10 целзиусови степени, додека највисоката минус 5. Во Вашингтон, Игор Стефановски, Глас на Америка.